благодарност на моите гости, Слагена Тасева од Transparency International, пратеничката Снежана Калевска-Ванчева и пратеникот Илија Димовски, што се дел од дебатата во топ тема на ваша страна. Како што веќе најавив, неизуставно да ве прашам за оно што е вест на денот, а тоа е одлуката на Врховниот суд, СЈО да не може да поднесува обвиненија по истокот на рокот од 18 месеци од превземањето на предметите. И сега ова доведе забуна во однос на тоа кои предмети ќе бидат и понатаму и ќе можат да одат во судот, или кои предмети кои веќе започнале ќе продолжат, така што ние, новинарите, правејќи некаков список, испадна дека два предмети кои се сега веќе во постапка, тоа се Талир 1 и Талир 2 за финансирањето на ВМРО ДПМН и за зградата, би можело веќе да прекинат, или пак Империја, во која што се обвинети Сашо Мијалков и Орце Камчев, може да се прекине, или вкупно 18 предмети за кои што се води истрага, десетини предмети за кои што се води предистрага. Еве, господја Снежана, ќе почнем од вас. Каков е вашиот став во однос на оваа одлука на Врховен суд, која морам да кажам дека од јуни до сега некако за мене е многу чуден тајмингот на донесувањето на одлуката, затоа што ова беше дебата во јуни, кога се сметаше дека е завршен, можеби делот на СЈО кога може да отвара нови постапки. Добро вечер, предсе. И јас можам да кажам дека два момента се за мене тука клучни. Едниот е моментот што со начелниот став и кога Врховниот суд носи начелни ставови на општа седница. И друго е прашањето кое што сепак мислам дека ќе треба да го патите и до Врховниот суд, зошто ако веќе одлучиле дека се надлежни да постапуваат, односно на општа седница да донесуваат начелни ставови, имајќи го предвид периодот, чекале од јуни па до сега. И тоа е прашање што треба директно, мислам, Врховниот суд да го одговори. Според мене, ако станува збор за толкување на закон, а мислам дека со тоа ќе се служи целата јавност професионална, значи правничката фела, дека толкувањето на законите е надлежност на законодавецот, а тоа значи дека само Собранието на Република Македонија е надлежно да толкува закони. Доколку се работи за навистина она законска можност која што е дадена на Врховниот суд за носење на начелни ставови, тоа не е непознато, тоа е апсолутно должност на Врховниот суд и право и должност, секако тогаш веќе станува збор за на општа седница на Врховниот суд, кога судиите на Врховен суд носат начелни ставови и во праксата на Врховниот суд со години, децении наназад, тоа се случувало заради воедначување на судската пракса, значи кога имаме различно постапување за одредени исти ситуации и различно спроведување на законите, односно примена на законите од страна на судот. Што мислам дека овдека не е случај. Меѓутоа, Димовски, беше навистина дилемата поставувана и од медиумите уште во јуни по ова прашање. Некако прекјутно СЈО продолжи да ги работи предметите, така и предметот Талир 1 и Талир 2 се најде и во судница. Во еден од овие предмети сте и вие со обвинение. И одеднаш ова се случува. Како е вашиот став по ова прашање? Предпоставам непроменети во однос на тогашните ставови, дека не треба после 18 месеци да продолжи покренувањето на постапки. Покрај што сум пратеник со долго искуство, имав среќа или несреќа да бидам дел и од разговорите кога се договараше на пржино 1, пржино 2 и така натака, и учествував на дел од нив. И знам дека тогашниот став беше дека треба да се даде рок во кој што државата ќе има можност да постапува кон нелегално прибраните прислушкувани разговори, но тој рок мора да биде евидентиран, јасен, со почеток и со крај од аспект, дека правото во нашата република до тогаш не познаваше прифаќање на таков вид на докази како докази во постапка. Чи направен е исклучок, направена е една екстензија на правото во таа смисла, но тоа беше поврзано со согласно со сите субјекти од целото собрание едногласно дека тоа мора да има рок.
Тоа не може да се провлекува, заради тоа што може да се случи јас на нелегален начин да прибавам материјали за вас, вие за господјата за снимателот, и тоа да оди секој од нас да биде полиција, секој од нас да биде обвинителство. И тогаш се руши системот на владење на право. Врховниот суд постапил на општа седница, како што кажа почитуваната колешка, и она што го знаем исто така од медиумите е дека овој став е прилично унисон. Да, на сите судии во сите се согласни. Врховниот суд, што значи дека ние веќе можам слободно да кажам дека завршуваме една фаза на повеќе би рекол еуфорија во правото и влегуваме во една фаза на согледување на реалните правни процедури и реалните правни факти. Ова не значи дека не треба да се истражат сомнежите и не значи дека секој од осомничените не треба да си ја докаже невиноста. Напротив, јас би бил многу среќен да можам да го докажам сето тоа, но треба да сватиме дека во еден период пред промената на власт и во еден период после промената на власта, помалку правосудството ни стана еуфорично, целиот тој систем. Помалку правосудството влезе во една дневна комбинација која што на моменти наликуваше дека пополнува празнини. Меѓутоа не можам да не спомнам дека во почетокот кога се требаше да работи по предметите имаше на некој начин блокада од судот. Знаеме што се случуваше кога требаше да се изнесуваат докази на суд, кога почна првите постапки. Знаете како е? Кога се уште судиите врзани за вашата власт на некој начин, еве во наводници ќе ставам, не дозволуваат да се тераат постапките. Јас би го прифатил вашето укажување. Ако не било еуфорично, било. Јас би го прифатил вашето укажување, но ќе ви укажам една друга работа. Јас присуствувам на тие судски рочишта, таму го гледам секојдневието, практично нема ниту едно барање кое што стигнува од СЈО, кое што е макар и процедурално, кое што судот не го прифаќа сега. Се е во право. Јас борам за таа. И обратно, се што и да побара одбраната, во главном се одбива. Значи тенденцијата е јасна. Затоа ние имаме подлабок проблем. Ние имаме проблем во кој што правосудниот систем очигледно за жал и претходно, значи јас се обидувам вонвременски да го лоцирам ова, и претходно, и сега, можеби некогаш и по систем на автоцензура, действува онака како што предпоставува дека треба. Добро, не имаме еден израз на сончогледи, да речеме, можеби, кој што се врдат, сепак има добри правници во сите тие институции. Факт е дека ние имаме подлабок проблем во кој што мораме да ги поставиме работите. Прва работа, и уште една реченица, и тука ќе завршам, некако пропуштаме да имаме превенција во сето ова, наместо тоа чекаме промена на власт за да расчистуваме нешто што било пред 7-8 години. Прашањето на судството е нешто што на вистина ќе се стави под лупа, особено до јуни, кога треба Македонија да добие препорака за отварање на преговори за членство. Меѓутоа, Тасева, каков е вашиот став со оглед на тоа што вие не доаѓате од политиката, туку сте од невладин сектор? Беше дали имате отворена дали за 18 месеци, СЈО ќе стигне воопшто да отвори предмети колку што треба истраги и да ги доведе до суд, а ова плюс кочењето на делот предметите, па потоа и целата нивна работа па во последниот период поврзана со политичките моменти, покажува дека можеби една структура создадена од политика на крај ќе заврши по одлука на политиката, онака како што ќе и пресудат политичарите. Да, има тука повеќе моменти, повеќе елементи во вашето прашање. Можеби ќе почнам од она што денеска што се случува. Јас да бев на местото на почитуваните колеги од другата страна, ќе се бунев како тоа судската власт се меша во законодавната. Ова е прашање на законодавната власт и политичко прашање. Значи, кога се донесе одлуката во Пржино да се формира специјалното јавно обвинителство, кога прв пат го видов законот, овде искоментирав дека може да излезе една фарса, дека за 18 месеци, познавајки како се водат постапките за да се стигне до докази за такви комплексни кривични дела какви што имавме ние во материјалите кои што беа предмет на обработка од тој закон, очигледно беше дека за 18 месеци не може многу да се постигне. Но сепак политиката се договори за ова, да има рок на траење специјалното јавно обвинителство
Едните веруваат дека ќе се постигне, другите веруваат дека нема многу да се постигне. Обвинителството може би се надеваше дека политиката ќе свати дека треба да се продолжи мандатот. Мислам дека до многу неодамна и тие се надеваат дека ќе се најде согласност да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство за да се дозавршат некои веќе почнати постапки за да не остане вака целата работа на средина. Ни се замешаа тука помилувањата, па имаше прекини на тие постапки, па што понатаму ќе се случува. Имавме обструкции од судовите од почетокот. Значи, многу работи се случија, за да не ги заборавиме. 3 години се поминати, кои што и одеа и во прилог на недоволна ефикасност на специјалното јавно обвинителство, затоа што не може да се ја спроведат работата, а и не може. И во најдобри услови за 18 месеци така сложени предмети соодветно да се истражат, за да може да се поведат постапките без сомневање дека се извадени сите докази. Ако направиме едно сумирање, ќе видиме дека пресуда има само за случајот на Груевски 2-годишната казна, зборувам за пресуда за овој период, правосилна. Меѓутоа, она што исто така е битно и што гледачите веројатно сакаат да им се разјасни, и кога ги спомнав како империја предметите, да речеме Талир 1 и Талир 2, сега, што ќе се случува со луѓето кои се во домашен притвор, Мијалков и Орце Камчев? По автоматизам, вие сте правник, сега како правник ви го поставам прашањето, дали значи дека ќе бидат пуштени од притвор? Но ако нема други докази, освен бомбите, ќе понуди ли обвинителството и други материјални докази или ќе го предаде ли предметот на организиран криминал, каде што дел од предметите постоеа? Но јас би сакала да дозавршиме претходното прашање, зошто политиката како што почна и не заврши да го расчисти ова? Зошто се дозволи сега да се замеша Врховниот суд? Да, ова е до прашање за претениците директно, значи, да одговорите на ова зошто прашање. се дозволи вака да излеземе сега од ова или да се заплетка уште повеќе мешање на судот во толкување на законите, тоа е работа на политиката. Дали имаше разговори, знам дека има некакви подготовки, се пишува измени на Законот за јавното обвинителство, Законот за специјално јавно обвинителство. Зошто се отиде во оваа насока да судот се чека да заземе, како што рековме, од никого не повикам, начелен став, а да политиката не е собра сила да каже дека ова е значајна работа, дека треба да се расчисти со ова, што се незаконити действија и криминални однесувања во тие разговори и како понатаму тоа да се доистражи, да се расчисти. Да, можеше во јуни да не остане ова вака на средина и сега никој за ништо не знае што треба да се прави. Значи, видите, има многу повеќе пропусти од она што и вие воздржано го критикувате во насока на политиката. Например, законот кој што сме го донеле, едногласно, не предвидува второстепенност во обвинителската постапка. Јас како лице странка сум немал право да поднесам жалба на ниту една јавна обвинителна одлука која што се однесувала на мене. Само по тој основ, јас ќе можам да ги оспорам било каква одлука на суд или на јавно обвинителство пред меѓународен суд и да барам оштета од Република Македонија за тоа доколку се доведам во таква ситуација. Значи, направени се сериозни пропусти. Јас верувам и мислам дека е добро, искрено, да се седне сериозно и да се разгледа целиот овој концепт. Јас сум за тоа дека треба да се донесе нов закон. Ама зашто досега не се направило? Има иницијативи некои. Инаку тука би сакал да се спротиставам аргументирано. Барањето на Врховен суд, одлуката на Врховен суд е врз база на барање на заинтересирани страни, врз база на барање на адвокати. И тоа е апсолутно право на Врховниот суд и тука нема никаква дилема. Врховниот суд има право со начелен став да одлучува за примена на закон. Толкување на закон се согласуваме сосема друга работа. Но во овој случај, заради тоа што имаше отворен спор за тој случај кој што го спомнавте Талир, отворен спор на јавна седница во суд во кој што аргументите беа изнесувани. Се бараше кумулативност на условите. Да. Барањето е доставено, Врховниот суд, реков, Врховниот суд е прилично една шарена институција од многу лицата, не е еден, двајца или тројца, не можеме го персонифицираме, има огромен број на суди.
велам, нивниот прилично унисонен став треба да не биде дочекан на мета, туку треба да е аларм врз пратениците пред се, врз владата, врз целиот јавен сектор, да се соочиме со фактот што дел од нас го збориме долго време дека малкуцка се претера и со сето. Предпоставувам дека вашата колешка Снежана Калевска има поинако мислење. Јас ќе се согласам со колегата со ова последново апсолутно. Дека сите овие работи последново денеска со началниот став на Врховниот суд треба да биде навистина сериозен аларм. Но јас само сакам да подсетам јавноста и вас дека реформите во правосудството, значи вклучувајќи го законот за специјалното јавно обвинителство, односно целиот назив не мора знаеме на што мислиме, и односно законот за јавното обвинителство е дел од реформите. И тоа се закони кои што се носат во собранието со двотретинско мнозинство и за кои што е навистина потребно еден поширок консензус. Дури и да не е предвидено двотретинско мнозинство, тоа се системски закони и би било пожелно, значи навистина пожелно да бидат донесени со едно големо мнозинство. Многу добро знаете што се имавме ние изминатиот период, вклучувајќи ги тука договорот со Грција, вклучувајќи го тука референдумот и уставните промени. И сега доаѓаме зошто тоа не го направивме до јуни. Значи, постојат многу објективни причини зошто не се стигна да се најде конечно решение кое што навистина ќе го разреши овој гордиев јазол на кој што бевме на некој начин и принудени со формирањето на специјалното јавно обвинителство визави јавното обвинителство. Само да ве подсетам дека бевте многу агилни кога требаше 353 ставови да се менуваат од законот заради гласањето пред уставните измени. Значи, зборувам за сега ќе ве подсетам да ве подсетам само дека 353 не е променет. Да, меѓутоа зборувам за тие одредби од кривичниот закон. Значи, она што се промени во кривичниот законник можеме да го дискутираме, значи има промени, но 353 не е променет. Но друга ми беше поентата. Значи, законот за јавно, значи постоја дебати и се водеа и не е дека не се работеше. И се работи. Сериозно се работеше на два спротивставени концепти. Значи на два концепти кои што се на маса, за да се види што е она, што е најдобро. Дали ќе остане во рамките на републичкото и каква ќе биде судбина. Јас мислам дека тоа е веќе на крај и дека како иде набрзо ќе го заокружиме. Дали се сложувате со тоа дека ако има представка на Врховниот суд од адвокат како што беше во случајот, Врховниот суд е надлежен да одговори на барањето како што беше случајот на барањето на Еленко Миланов, зашто се произнесува. Да даде потврден одговор. Така, значи, да, точно, јас сум долгогодишен адвокат, иако морам да кажам, кривичната материја не е моја специјалност. Јас сепак мислам дека начелен став за вакво прашање на Врховен суд не требаше да има. Ако дозволите, иако сум пратеник од опозиција. Без разлика, затоа што го кажа тоа на самиот почеток. Се работи, значи, за взимање на начелен став во смисла на толкување на закон. И тоа е, извинете, за мене. Да, имате некоја реплика за ова? Не, токму ова сакав да, значи, прочитав дека има измена во законот за судови каде што е дозволено Врховен суд да постапува по барање на адвокати, но зашто конкретно на какви барања и какви одлуки треба да носи, односно какви начални ставови и дали тоа треба да биде толкување на закон. Тоа се прашања кои што верувам дека треба да бидат. Мислам дека стручната јавност ќе има доволно тема за расправа. Како пратеник од опозиција и еве и како на некој начин малци вовлечен во овие работи, мојот личен став е дека СЈО треба да му се најде форма да продолжи да постои. Јас навистина без разлика, може би очекувањата би биле јас сега со дрва и со камења да удирам по СЈО, не, напротив. Штом јас за себе мислејќи дека сум невин во целата работа, сум можел да поминам низ тие процедури и да се борам да ја докажувам сопствената невинност, заради тоа што па и впрочем
како што објаснував, јас не сум ни одговорно лице за материјално-финансиско работење, а некако сум вовлечен во оваа работа. Значи, штом сум можел јас да поминам низ тоа и да го минам тоа, не е страшно. На крај на крајшта да верувате, кога ќе помине целиот тој период, секој политичар би се чувствувал и посилен. Да, треба да видиме каква ќе биде трета Треба да бидеме свесни дека всушност СЈО се произлезе од потребата, од контекстот, од она во кое што општеството наше се најде. Добро, затоа имаше политички консензус за затоа на крајот на кришта да секоја таква политичка криза или промена на власт да ја менуваме со ново и ново специјално. Дали мислите дека СЈО мора да најдеме решение кое што ќе биде решение што сигурно нема да значи ниту упад во правниот систем, но ниту пак ќе значи оневозможување на она што значи вистинска борба со високи криминал. Повеќе правници, а малку помалку политичари, мислам дека политичари од збор не можеме да дојдеме. Јас нотирав дека може овие талир 1, талир 2, 18 предмети за кои што е поведена истрага, десетици предистраги. Меѓутоа, она што го поставив на пратеничката Снежана, како вие ова сега го толкувате? Кои предмети веќе нема да одат натаму, кои не? Всушност, дали овие што ги набројувам и што кажувам дека некои луѓе се уште во притвор? Не, ова се некако се случи многу брзо поплатне во начелен став и кои се предмети видовме од медиумите, кои се предмети тука потпаѓаат. Она што тука се укажува на имења кои лица се опфатени со овие предмети, тие лица се членови на политички партии кои што понатаму нели мене лично тоа, ако јас треба да кажам, ми создава сомнеш, го кажав тоа и претходно, дека сето ово се од самиот почеток, уште од пржино, од начинот како е напишан законот, кога мислев дека ќе биде една фарса и се во ова до крај, всушност продолжува да биде една на некој начин политичка игра во која што политичарите повторно на штета на владење на правото и на штета на граѓаните се договараат за недопирливост, неосудуваност, начин како да избегнат да се спроведе правото до крај. Дали сметате дека имаше и селекција во одбирањето на предметите? Кој предмет ќе биде, кој не? Фаворизирање на одредени или не? Например, нема да биде сега опфатен предметот попис, каде што беше и Ахмети. Ние новинарите велавме дека од дуи речиси има само еден предмет на лица од дуи. Едноставно некои лица остануваат недопирливи за правдата и за законот. Ако вака се продолжи постојано, некако така имавме амнестија, па сега имаме начален став на Врховниот суд, од кој што се одземаат, односно се запираат постапките, се доведува под прашање законитоста на тоа помилување претходно што го даде председателот, како тоа ќе има третман понатаму во нашите постапките и пред меѓународни судови, и пред меѓународните судови, значи многу дилеми тука и многу политички игри кои што влијаат на водењето на едни законити постапки пред нашите институции кои што создадоа и правни дилеми, но тоа е се резултат на таквите политички и зошто еве Јас сум зборувал на таа дел од луѓето како Ахмети еве никогаш нема да бидат опфатени. Јас сум зборувал на таа и да нема. Знаете, моето чувство е дека како и во секоја друга професија, како и во секоја друга државна институција, и во СЈО, и во судот има навистина и добри професионалци, но има и луѓе кои што едноставно не, така и во парламентот со колешко. Има пратеници кои што се попосветени, поквалитетни, има пратеници кои што се помалку посветени на работата. Она што ние го грешиме цело време е генерализирањето. Не треба да се генерализираат работите, треба да си има правна основа. Значи, спорењето на ова што го направил Врховниот суд денеска, може да го прифатам како некаков пристап, но има и милион други работи кои што претходно довеле до тоа. Знаете, имам чувство, исто како и за законот за антикорупција, за кој што исто така гласав, но изнесов низа забелешки во дискусијата, имам чувство дека тука... Па не беа баш сите, но не се. Имам чувство дека во цело време некако политичарите работиме во цајтнот. Се нешто не брза на 3 минути, на 5 минути, се нешто законите ги носиме во скратена постапка. Гледаме да затвориме политичка тема под притисок на медиумите, под притисок на невладините организации и секогаш во законите остануваат еден куп нерешени дилеми. Еве вие колешката
пратеник е многу подобар правник од мене. Само по основ на тоа што ви го реков дека не сум имал право на жалба на јавна обвинителска одлука, ништо од тоа не треба да помине. А сме го пропуштиле. Ме разбирате? Значи, тој закон се донесе во политичка постапка. Затоа ние у принцип треба... Надвор од собрание се пишуваше во клуб на пратеница. Ја зборам во кулуарите во собрание, сум ја зборил и со почитуваната колешка, мислам дека и прв пат ќе ја кажам на јавна сцена, тоа е дека кризата на политичкиот систем во Република Македонија настанува во собранието. Нити во СЈО, нити во Врховен суд, нити во влада, никаде, во собрание. Зошто? Собранието треба да е највисок орган во државата, но не. Извршната власт е далеку над собранието, понекогаш и судската власт е далеку над собранието. Додека не најдеме механизам да го вратиме... На нас е тоа да го направиме. Додека не најдеме механизам да ја вратиме контролната и надзорната улога на собранието над владата и над сите други институции, политичка криза во Република Македонија ќе има како што има 20 години на нас. Се согласувам. Фактички го отворивте на прашање за кое што всушност ве повикав, а тоа е составот на антикорупцијската комисија, формирањето на комисијата кој ќе ги избира идните членови, меѓутоа реков Веста на денот е одлуката на Врховен суд, за која само морам да прочитам дека се произнесе за Телма и обвинителот Јовевски. Тој смета дека Врховниот суд може да одлучува само за прашања што се наметнуваат од единствената примена на законите. Во конкретниот случај не станува збор за различно толкување на законите и затоа Врховниот суд во оваа фаза не требало да го решава оваа прашање. Од друга страна Миланов, кој поднесе иницијатива, вели дека тој не барал од Врховен да толкува закон, туку дека иницијативата е поврзана со примена на закон. И се тоа верувам ќе биде дебата. Го разбирам и колегата, но јас апсолутно го разбирам обвинителот, односно се согласувам во цело со неговото мислење. А колегата Милан Којленов, кој што исклучително го почитувам како многу добар адвокат и кривичар, знае зошто го направил тоа, на адвокатите да ги користат сите механизми. И тука немам замерка. Негов успех е очигледно ако врховните суди тоа јас тука немам замерка. Меѓутоа, она за што вас ве повикав беше формирањето на комисија која за прв пат да можам да кажам во историјата на независна Македонија ќе одбира антикорупционери кои што нема да бидат именувани практично директно од собранието овој пат на некој начин, иако во комисијата учествуваат и претеници и на власта и на опозицијата. Тасева, од вас ќе почнам како член на антикорупцијската комисија во тој прв состав, во кој што јас и во најавата на вестите кажав дека освен тој состав искрено не гледам во идните состави таква посветеност на работата, покренување на постапки и случаи кои завршуваа во обвинителството со обвиненија. И памтам дека врнеше дожд над вашите глави, имавте легини на маса, ама ги теравте работите. Како вие го оценувате оваа одлука и да ако не беше притисокот според мене на Европската комисија, можеби овој немаше да се случи? Одлуката за донесување на законот за јавност и 80 кандидати имаме кои јавно ќе ги видиме, ќе имаат интервјуа, а комисијата е создадена со сема поинаков состав, не се само политичари. Да, слушнав дека имало коментари во врска со ова, јас го пишував тој дел на законот. Учествува во работната група, тоа се модели кои што постојат во други држави, кои што сме ги виделе на друго место. Компаративните искуства се користени и сакавме на некој начин да обезбедиме поголема транспарентност и учество, партиципативност на тој процес, кога веќе се одлучи дека тоа ќе биде председател со мандат за 5 години и членови на комисија посебно ќе се бираат. Тогаш има држави во кои што председателот на вистина, додека се бира од кандидатите, поминува жешка процедура, вклучително и јавни интервјуа во собранието, па и ка председателите на државите. Истата постапка се применува и за тие кои што сакаат да бидат членови на таа комисија. Тоа се прави со цел сите, кога мислам сите и политиката, и новинарите, и граѓаните, да имаат можност да се уверат дека во таа институција ќе седнат оние кои што се најкомпетентни прво, значи знаат зашто таму ќе се зборува и како тоа што треба да го работат се работи. Меѓутоа, тоа е многу жешко столче за проверка на интегритетот на тие луѓе. Затоа што кога зборуваме за отвореното интервју во кое што ќе учествуваат
и пратеници, и представници од Народниот правобранител, не знам, Ману, невладин сектор. Представници од влада, за жал. Представници од влада. Колега, не се тоа представници Видете, од влада. да ви кажам, но Представници сите избрани тие, од знаете што, Не. може да се избрани и делегирани представниците како од влада и представници, представниците од невладин сектор, но прашањата кои какви ќе ги поставува со ништо не се утврдени. Апсолутно. Значи, јас можам да прашам она што мислам дека треба. И тука ние не можеме на никого да му кажеме како да го дефинира прашањето, секој сам одлучува за тоа, а тоа значи дека луѓето што ќе седнат на тоа столче треба да бидат подготвени да одговорат на сите прашања. И за нивниот интегритет, и за нивното минато, и за тоа каква им е програмата, и за нивните Меѓутоа на искуства. прашање што јас го поставив уште во најавата. Прашање за двајцата пратеници, ќе се деполитизира ли конечно оваа институција? Затоа што видов дека веднаш имате спор дека има представници во комисијата и од власта, Не од власта, предложени од влада. предложени Со од одлука на владата. влада. Тоа се пратеникот Мухамед Закири, пратеникот на Артем. друго Ама место. тоа Ајде да објаснам е, тоа е кратко. комисијата за избор. Значи, дали Комисијата за сметате дека не селекција требаше е да тоа. постои во комисијата луѓе такви? Вака, не. Значи, Да, затоа во што комисијата недоумица за создава селекција. вашата реакција. Да, во комисијата за селекција има 4 пратеници, еден представник од Народниот правобранител и до тука нема никаков проблем. Но избравме и 2 представници на тела за соработка на владата со медиумите и со граѓанскиот сектор, кои што се предложени до собранието со одлука на влада. За мене спорно е Дека е одлука на влада. дека е одлука на влада. Ама тука Немам можам ништо- јас да дополнам, ако само да дозволите. кажам, Само да кажам. Немам да се никаков малце- спор да со ги Нека имињата. дополнам јас. Да, да, дополнам. Да, немам никаков спор со имињата. Ја не Одлука- говорам за имиња, говорам за нешто друго. Само да се докаже. Да не остане Значи, подобро недоречено. ќе беше да во законот пишува дека представник покрај Народниот правобранител може да достави Македонска академија на науки и уметности. Беше тоа така во или- една версија. Или Невладин сектор. невладин сектор Како што е директно, всушност тоа се а води не од преку невладиниот влада. сектор. Или интеруниверзитетска унија. Подобро ќе беше така. Ова е прв пат да ни се случи во постапка за избор на тела кои што се одговорни само пред собрание, да има и представници предложени од влада. Може тука Но, да дополнам? уште две реченици, сме имали и претходни искуства како собрание на јавни интервјуа. Нема да биде прв пат, но е добро што ќе биде. Тука се согласувам. Колегата Илиовски во претходниот мандат беше председател на комисијата за избор и именување. Тој навистина практикуваше онаму каде што беше возможно да спроведува и интервјуа за селекција на луѓе во разни регулаторни тела. Значи представник Резултатот беше за Резултатот беше жал само да ви кажам Во да ред, не но не остане е прв пат. за Да, јавноста јас би сакала неразјаснето дека представникот од невладиниот сектор, кој што е делегиран во телото за соработка на невладиниот сектор со владата, се бира во посебна постапка од страна на невладиниот сектор. 20 А не од страна на владата. Ама не, организации. Не. Дописот до собрание од страна на влада, прва работа. Тоа Втора работа. е- Ние кога бираме представник на граѓанското општество во Националниот совет за евроинтеграција, кој што е едно од најбитните тела во собрание, не доаѓа предлогот преку влада. Така да тука има една нишка на непотребно Јас ја сваќам оптеретување. поентата дека таа е избрана како представник од самите невладини организации. Токму така, не е избрана Значи, на е избрана предлог од на владата. влада. Не. Процедурата може да се сложиме или не, дали требало или не требало да помине тоа низ влада, меѓутоа еве се Требало работи за по- Сабина Факич и требало- за колегата Небил. Тука нема се избрани од невладиниот значи, сектор имињата предложени не од се- сите не невладини. се- Така, и тука поентата е нема дека- владата апсолутно никакво учество, никаква улога, бидејќи самите здруженија одределе Да, кој ќе јас биде учествував ќе биде во представник. изборот како И сега значи ние представник. навистина Мислам дека навистина Илија можам спори да се процедурата согласам. зашто морало да помине низ влада. Ама Дописот немаше до комисијата како. за избори и именување. А како- а Ама како чекајте име- луѓе, јас сум чак. председател на комисијата за избори и именување. Тоа е најмал колега. Ама sad, докажете се, да се докаже. Ама добро, само оставете Значи, допис- простор за да ви Да. реплицира сега како во Дописот- собрание. Дописот до комисијата за прашање на изборите и именувањата за тие две лица во комисијата кои што ќе го составуваат практично мнозинството на гласање и кои што ќе бидат клучни за тоа кој ќе се гласа. А не може мнозинството од двајца се тие. Тие се двајца и двајца пратеници од власта се 4. Од 7 тоа е мнозинство.
Да видиме добро, оставка. Сакате сега да ги ставате дека се Значи, провладени. ние сме горени на млеко, дуваме на маштеница. Ама добро Е, сега сега, Димовски, ако се дописот. вратиме назад во изборите на председателите Ама на дали тоа значи дека треба да ги антикорупцијска повторуваме комисија, грешки? значи ја не Инаку, можам да се согласам. Вашата теза, дека Сакате во единствено старт таа да го минирате антикорупцијска процесот. комисија, дека само таа антикорупцијска комисија си ја обавувала работата, јас пред месец дена го зборував во собрани. Ги истакнав господјата Така е. Тасева и го истакнав господинот Маневски со една задршка кон двајцата, без да навлегувам во нивната кариера пред и после тој период. Повелете со вашата реплика на Илија, ако дозволите. Значи, јас овдека нели почитуваната Тасева објасни. Значи не станува збор за представници кои што владата ги номинира. Значи тоа се луѓе, значи кои што се избрани од здруженијата да бидат представници во Советот, што е многу различно. И навистина, значи јас исклучително го почитувам колегата Димовски, и навистина е Имате ниво на маестрален, дебата, вие двајца. значи долгогодишен пратеник, но фактите се тие. Впрочем, мислам во законот јасно стои и на сите не е јасно, значи како се тие во влада. Дали дописот, и зошто дописот бил пратен до влада, мислам, тоа апсолутно нема никаква врска. Ама не можеме, значи како да ви кажам, значи тоа не може и не сме да фрла сомнеш и било каква сенка на она што значи на вистина Не ми беше волја, правцо. интенција, бидејќи јас ако за нешто сум на вистина среќна, сум среќна што ние конечно имаме тоа, ова е за прв пат револуционерно е во овој закон. И на вистина голема благодарност до невладиниот сектор и до сите експерти што беа вклучени многу инклузивно во сиот оној процес на припрема, на драфтирање на законското решение, за кој што знаеме дека членовите на не комисијата беше беа повикани исто така да бидат со вас на оваа емисија, меѓутоа речиси сите одбија, веројатно Имаат многу работа во следниот почне да и период. рекоа дека треба на Некој вистина не ми 80 беше- интервјуа, само сакам да потврдите дека луѓето кои што се од невладиниот сектор се избрани со согласност на таа, како да ја наречам, коалиција на невладини организација, која всушност Ма ние се сите согласила си околу имавме нив една и ги предложила. постапка која што требаше луѓето сами се пријавија кој е подготвен да биде представник во Советот за совет. соработка и потоа имавме внатре меѓу невладините организации постапка на гласање, на избор, кој од кандидатите кои што сами се пријавиле ќе биде најдобро, ќе може да ја представува, така да тоа е избор. Кога се пишуваше законот, не имавме за ова дилема. Како да се обезбеди представникот на невладиниот сектор? Имаме пракса за тоа, требало да прашат. А знаете што? И за тоа разговаравме и со представници од собранието кои што зборуваа за пракса. Како да се обезбеди? Ние сакавме невладиниот сектор сам да го избере. Меѓутоа, роковите се тука многу кратки. И тоа се скратените постапки и брзање. Тоа е она. И ќе ги пробиеме роковите. И затоа се одеше на ова решение. Кога веќе еднаш сме ја спровеле постапката на избор, да не ја повторуваме, да го номинираме ние самите тој представник, затоа што тоа беше предлогот наш. И тука ние, ако некој треба за ова да се спротистави, тогаш е тоа невладиниот сектор. Ама ние сме на чисто. Да не влеземе само во процедура на избор на комисијата, има суштински работи во однос на... Интенцијата не ми е да оспорам, напротив, јас го гласав законот на цело задоволство, дискутирав дека е мек законот, дека требаше да биде уште построг спрема политиката, заради тоа што треба да биде превенција. Да, меѓутоа имавте спор околу тоа како ќе се мониторира финансирањето на партиите. Јас имав говор во собрание со кој што јасно кажав што мислам за закон. Само за разлика од вашите колеги и колешки. Само да кажам една работа. Заради вакви толкувања, знаете, немавме време, имавме време, јас истото го направив пред 15 минути кога зборувавме за пржино. Истото, сакам само на тоа да предупредам. Истото го направив и тогаш бевме во цајтнот, и тогаш брзавме, и тогаш моравме да затвориме политички проблеми, и сега после 2 години ние ги гледаме тешките последици. Не може да завршите споредба, колега, не се согласувам, бидејќи процесот на пржино е сосема различен. Мене улогата како опозиција ми е
тоа што е добро да го поддржам, но да предупредам на возможни ама ризици јас и мислам- проблеми. Импутирате Тоа дека го правам. невладиниот Значи, не сектор по може. дефолт ќе гласа онака како што Не ќе импутирам. гласат претениците? Не импутирам. Извинете. Јас гласам Ама за нема ни двајцата предлози. споредба. Добро, ако беа Јас од гласам за Кушуради, двајцата. да речеме, тие што беа Значи, блиски до ВМРО, ќе ги само немаше да- вака да реагирате? Значи не можеме Значи, Значи, не може во време- влада да се разјасни. Абе, не може Кршење знак на на устав, равенство да се класично. постави. Ако сакате да бидеме поостри, да Значи, бидеме поостри. Димовски, вие импутирате дека луѓето се Класично провладени. кршење на устав е со одлука на влада да се делегира во тело на собрание. Тоа е мешање на извршна власт во законодавна власт. Тоа значи дека владата е над собранието, а тоа не сме. Пред 10 минути ви објаснив дека политичката криза, правната криза во Македонија е токму заради тоа. Владата е битна, собранието не постои, почитувани Нема, тука колеги. поинаку Ова е е само работата. ситен симптом кој што го докажува тоа тврдење. Ама се фативте Не за смееше нај- владата да биде вмешана. Друг контекст. Не Ајде смееше ще по една тоа да реплика и да смееше. продолжиме со суштината Може на работата на реплика, владата. јас. Во друг контекст и за други процеси и веројатно и би се согласила со колегата, но апсолутно не можам да се согласам, значи кога станува збор за овој закон и за она што е во членот Ја 11 покажете 12. чувство дека може и да бидете искритикувани за нешто. Ви укажуваме на системски пропусти, не се тие Ама кои знаете знае што? Не постои овде Јас го системски почитувам пропуск. вашиот труд во собрание. Вие преговаравте со деновите. Мислам го почитувам и дека вашиот труд. малку задоцневте со оваа дебата. Ја. Оти ние Немавме време, знаете, па, кога ќе ви добро, остават, значи дека и вие- кога ќе ви остават за закон од 40 страни, Да, 3 меѓутоа факт е сати дека во пред собрание, председателските треба антикорупцијската Само- само накратко тасева за да одиме на суштинските прашања многу во кратко. децензивната работа. Значи нас не притискаше рокот за донесување на законот, туку рокот тука. Од отпочнување на постапката кога треба да заврши Началек и изборот. И во тој рок да се отвори постапка за избор поново на представник од невладин сектор се беше дуплираше, невозможно. мојот став и ставот Да, на неколку меѓутоа- поискусни пратеници во собрание во врска со тоа беше дека треба да се заврши постапката со избор по стариот закон. Така избрана Тоа беше комисија. невозможно. Тоа Како не беше невозможно? Димовски, Како беше неможно? Невозможно затоа што имаше забелешки на Европската Луѓе, комисија дека ние не може ќе по ги тој закон почнеме, да се јас избира. може ли да ви претениците. дадам едно Тоа беше тврдење? главниот спор Ние ќе зашто ги изгубивте почнеме време во председателските собранието. избори без формирана Ке има, антикорупцијска ке има, комисија. мислам. Антикорупцијска, Нема ако да се Сега нема веќе ако прашање говори од за граѓани, а не наистина зависи од имаш нас. интенција, Нема да се значи и стигне. факт е дека Нема да се овој стигне. закон меѓу другото значи беше закочен од страна на опозицијата. Сега, колега, значи па беше откочен и на крај најдовме на вистина кооперативност. Јас се согласувам дека конечно на вистина седнавме, но после сиот тој притисок на вистина колегите кои што работевме заедно на амандманите и од 40 и не знам таму колку амандмани, 21 амандман беа усвоени. Али тоа е она што на вистина заслужуваше внимание и за кое што направи стегање на законот. Оно што беше прецизирање. исто- И ако за тоа се согласеа пред Нова година, ќе беше и пред Нова година Еден, усвоен. амандман Ама тогаш беше- ти инсистира на сите 45. Да, прашањето беше контролата врз Така беше. финансирањето на Не, века не партиите, попушташе. дали ќе може да се гледа во сметките нивни, меѓутоа за ова по рекламите едно од клучните прашања кое што можеби ќе доведе до промена на досегашната работа на антикорупцијската комисија, меѓутоа се гледаме по рекламите со овие делови од дебатата. Она што беше всушност дебата во парламентот и го забави донесувањето на законот беше прашањето околу контролата врз финансирањето на партиите. Со новото законско решение за пристап до информација од јавен карактер се отвора можност и секој граѓанин да побара од секоја политичка партија информација во врска со тоа кој и како ги добива парите за своите активности. Антикорупцијската комисија со новиот закон ќе може директно да го истражува финансирањето на партиите и на кампањите по своја иницијатива или по пријава од било кој граѓанин. Зошто ова беше толку спорно за ВМРО? За мене лично не беше спорно, знае колешката пратеник. Напротив, јас и во одговор побарав и попрецизен да биде законот и директно кон политичарите, заради тоа што јас антикорупцијската комисија гледам како превентива. Не е пеналти, туку е превенција. И подобро е да имате превентива, да не се случуваат работите,
отколку понатаму по 7, по 8 години да решавате нешто што било, што поминало и така натака и така натака. Во тој аспект мислам дека ако успееме, ќе видиме сега, ја верувам во честните намери, ако успееме да имаме добра антикорупцијска комисија, ако покажат тие лица кредибилитет, ние веројатно ќе треба да иницираме понатака и заострување на изголемување на надлежностите на антикорупцијската комисија. Ние што сме подолго, има едно правило во антикорупцијската комисија, од време на време по random choice проверуваат потекло на имот на политичари и така. Да, ма тоа random choice у последните години беше многу симптоматично. Јас сум поминал низ таква една постапка и нема ништо спорно во тоа. Јас мислам дека политичарите по дефолт, бар тие што се на истурени позиции, по дефолт треба да подлежат на такви работи. Само да ве подсетам, кога ние новинарите сакавме така по random choice да направиме анализа на анкетните листови на политичарите пријавени до антикорупцијската комисија, замислете преку ног кога беше Сламков одеднаш ги снема од интернет страницата на антикорупцијската комисија во очи на објавувањето на нивните имиња. Знаеме во минатото затоа е интенцијата да се зајакне капацитетот на оваа комисија да не се повторуваат работите. Само подсетувам на некои случаи. Јас се согласувам со сите ваши критики. И на колегите. Но сакам да предупредам една работа. Ние 2 години веќе не живееме во периодот нити на Сламков, нити на никој друг. Во овие 2 години не се случуваат дневно по 10 скандали и афери, не се случуваат тендери од огромни размери, и ние сега не решаваме сегашна болест, ние се уште некако се занимаваме не зборуваме конкретно за капацитетите и за јакнување на антикорупцијска, тоа се сложувам, меѓутоа тоа се прашање што треба да му се постави на јавното обвинителство. Мојот издиференциран став по овој закон беше дека законот дури е и преблаг. Повелете. Добро, значи, јас не би се согласила дека законот е преблаг. Ќе оставиме на времето да покаже, и сигурно ниту еден закон не е совршен и немам намера да кажувам, мислам дека е совршен, особено кога имаме сосема ново законско решение, интегрирано, тоа е Законот за спречување на корупција и суди на интереси, значи во едно решение, со проширени надлежности, со воведување на стручна служба, односно секретаријат, со други ресурси, со сосем надлежности кои што и tekako се во, мислам, навлегуваат во нешто што значи доколку пак ја кажам, доколку навистина се има професионален капацитет и волја тоа да се направи. Сега ќе видиме, времето ќе покаже. Јас навистина искрено се надевам и посакувам да процесот на избор на комисијата заврши како што треба, согласно и по што пократок рок, но знаете, рокови се предвидени, потребна е. Имаме првично селектирање на кандидатите, па потоа интервју во смисла на исполнување на формалните услови од законот и потоа треба да следи интервјуто. Па да се направи ранг листа и така натаму. Ние донесовме како собрание, односно комисијата за избор и именување, значи донесе и акт, значи во кој што се така роковни критериуми, начин на кој што скратени се тие рокови. Да, моравме да ги скратиме роковите затоа што не сакаме да дозволиме да престојните избори се случуваат без формирана антикорупцијска комисија. И тука јас можам навистина да изразам задоволство што конечно имаме исти став со опозицијата, значи и навистина еве и комисијата си ја заврши експресно својата работа и во најскоро време значи ќе се случи и самиот процес на интервју и на избор на кандидати. Но она што е најважно, значи не само за овој закон, за сите закони. Ако имаме политичка волја да донесеме ваков закон за кој што навистина, мислам, тоа е целосно усогласен, согласно препораките на ГРЕКО, усогласен е согласно со Европската комисија, извештаите, препораките, и ги помина сите меѓународните стандарди и што е најважно, за мене сепак е најважно од сето тоа, значи ги помина сите филтри на нашата експертска јавност и на нашата граѓанска јавност, бидејќи беа инклузивен беше процесот. Да, се надевам на тоа, меѓутоа сега останува, значи нашата
заложба и следење и надзорот над собранието врз имплементацијата на законот, која што треба да ја прави таа комисија, бидејќи овдека ние веќе со овој закон како собрание имаме исто улога на надзор, бидејќи извештаите доаѓаат, значи редовни извештаи треба да се носат. Сепак е малце по Само имам конкретно прашање до вас, Тасе. Во раката го држам списокот на 80 пријавени, барем оние што можеби по пошта ќе стигнат уште. Меѓутоа, еве, например, не го гледам вашето име, ниту името на ниту еден од поранешните антикорупционери. Тука можеме да најдеме и адвокати, и економисти, и правници, поранешни суди, па дури двајца новинари има. Некои луѓе што пред 15 години можеби се занимавале со политика, меѓутоа зошто не можеше антикорупционерите да бидат нови список? Знаете што сте го слушнали и ви, јас го слушнав во кулуарите разговорите дека Тасева го напишала законот за да биде председател или уште сликата фали. Да ги смирам сите дека немавме намера ниту јас, ниту пак знам дека некои од моите колеги порано од првиот состав барем од комисијата дека имал намера да се пријави. За нас тоа е веќе поминато. Ние веќе тоа сме го поминале. Сега можеме само да помагаме вака. Добри меѓународни практики, искуства да ги вградиме во законите, да соработуваме, да помагаме. Меѓутоа, мене ме зачуди политиката и политичката одлука. Од ставот беше кога се пишуваше законот, за да се онавозможи влијание било какво политичко внатре во самата комисија, да сите оние кои што биле во телата високи на политичките партии, кои биле пратеници и членови на владата и донори на политички партии во период 10 години наназад, вклучително и членови на Државна комисија за спречување на корупција 10 години наназад, да не можат да се кандидираат. Тоа е за да се обезбеди еден период на чистење од можни влијанија. Меѓутоа, амандмански се ставила одредба во законот дека членовите од било кој состав на комисијата не можат никако да бидат членови на новата комисија. Кој го предложил тој амандман? За веќе веков Амин имаше. Значи, ВМРО го предложи тој амандман? Јас не знам кој го предложил тоа, меѓутоа... И зошто е прифатено, ето? Значи, на некој начин дали се направи дискриминација во однос на бивши политичари и бивши антикорупционери? Со законот е се ограничено дека председател или член на Комисијата спречување на корупција се бира со мандат од 5 години и повторно не може да биде избран за председател или член, независно дали бил само член или председател на комисијата. Значи, првичното решение беше со можност за уште еден мандат, но на барање на пратеничката група на опозицијата, ние се согласивме и дојдовме до таквото решение. Значи, прифатен беше амандманот да нема повторливост. Значи, нивното образложение беше дека се работи за специфична комисија, се работи за спречување на корупција, мандатот од 5 години треба да биде доволен, за да може да се покаже. Но јас зборувам за друго нешто, значи нашиот мандат во комисијата заврши 2006-та. Ниту јас, ниту моите колеги кои што во тоа време сме биле, сега имаме забрана за воопшто да се пријавиме. Има во законот. Дека никако членот 10 ставот 1, прочитајте го, ќе видите дека не може да се пријавува за членови на комисијата оние што во било кој состав биле членови на Државната комисија за спречување на корупција. Според мене тоа е штета, затоа што знаење, искуство, желба да се работи на луѓе кои што се докажале со интегритет. Да, ново е од донесувањето на овој закон. Вие сте биле 2006 година. Така. Значи, овдека зборуваме за критериуми и услови од донесувањето на овој закон. Значи, оние кои што сега ќе бидат избрани како
председател или членови на државната комисија. Повторно нема да Значи можат. по истекот на 5 години веќе нема да можат да бидат велите не важи ретроактивно на претходните вижте, членови? Никој нема да може два пати да биде. Значи оваа одредба, интенцијата само беше извинете, интенцијата многу баво ја преточил кој го објавил огласот во собрание, во последен став во тој оглас, дека не можат да се пријавуваат членовите од комисијата, од тој закон, од тој закон, од тој закон, многу експлицитно. И јас ќе кажам дека дури се почувствував почестена како комплимент кога живеав тоа, дека еве опасна сте за да, очигледно, да. Добро, а со оглед сакам на И на точно останато е тоа дека оние кои што биле пратеници, кои што биле донатори на политички партии, значи или учествувале биле Тоа во така органи на беше, тоа е политичка она партија. пантофлажа или законот за политички органи, значи влијание. тоа си останува во Само на тема за да другите. кажам дека ДКСК ќе има право на директен пристап до банкарските сметки, но и во над 60 други бази на податоци. И тука беа прифатени одредени измени. Она што сакам да го забележаме, дека бидејќи работам повеќе од 25 години сме соработувале со антикорупционерите своевремено, тие ги доведуваа своите истраги на ниво на обвинение, како да кажам. Дури можеше јавното обвинителство од кој ќе го прифати нивниот документ само да го преточи во еден обвинителен акт, затоа што беа навистина дел од нив толку добро направени. Потоа таа пракса згасна. Долго време се чуваа во фиока, или не излегуваа воопшто од обвинителството сите работи што ги даваа антикорупционерите. Дури ние новинарите одевме и истражувавме на терен во однос на одредени случаи што ги покренуваа, меѓутоа тие останаа за секогаш во фиока. Која ќе биде сега законот? Затоа сакам сега да не беше виновен разјасниме. законот за тоа. Тоа е всушност она што пред малку го говоревме. Значи волјата, капацитетот, политичка волја исто така. Дали сега ќе се дека случи законот- такво нешто или со ова не може да се случи веќе такво нешто? Кога ќе изработат искрено се предмет, надеваме. еве како што беше бачило, дека тој предмет ќе се најде на увид на обвинителството и ќе биде покренет случај. Токму затоа се обрна многу внимание на критериумите и начинот за избор на членовите и на председателот. Затоа говоревме. Значи се тоа во правец на зајакнување на нивната независност целосна. Меѓутоа дали ќе имаат сопки по патот за да еден предмет дојде до еден случај кој што можеби на суд ќе заврши. Затоа што знаете имаше Не еден би период требало. кога тие работеа обвинителството. Без да се не им замеша ги Димовски, прифаќаше па јас после ќе случаите. Во принцип, Не би многу е слична тенденцијата и во овој период од година и пол и повеќе како е СДСМ на власт, заради тоа што ние пак ќе го повторам тоа, дневно имате по неколку скандали, нема разрешница на ниту еден скандал. Се плашам дека можеби пак ќе живееме во некоја таква Дозволете сега, не се нервирајте на прва. Не се нам него, Значи, има тука други органи, са не само да, и тие други органи никој нема ни до крај дотерано, ниту има неколку отворени во обвинителство, ништо. Значи, во овие година и пол, сите политичари, сите функционери си обавуваат работата екстремно честно, без никакви скандали, без никакви афери, ако ги гледаме формално правните резултати од функционирањето на нашиот правен систем. А тоа не е така. Го гледаме секој ден. Јас затоа сакав да потенцирам. 11 години. Да, но нема никакви разрешници за ништо. Сакам да потенцирам една работа што ја нафрлив преска. Нас ни фали превенција. Повеќе отколку пеналтис. Со пеналтис имаме проблем. Зошто едно што е за мене политика, за господјата е право, тоа што е за нејзе политика за мене е право. Нас ни треба превенција. Има неколку држави кои што во судскиот систем пред се, но јас себе би го наметнал сега на оваа дебата, можеме и во политичкиот систем, во политичките партии, во парламентот, во владата, во раководството на партиите да наметнеме систем на ветинг. Гласам со двете раце. Така, еве јас гласам со двете раце. Значи, нека се провери имотот на секој од нас, нека се провери потеклото на имотот на секој од нас. Со новиот закон иницира и покренување постапка за испитување на основот за стекување на имотот на семејството и блиското лице. Јас зборам да не биде како некој председател што му беше страф да каже сите вршители на јавни функции во партии, во судство, во обвинителство, во парламент, јавни служби, декани на факултети,
Дај да поминеме еднаш и да ставиме црвена линија, да поминеме, не може секој по секого да се согласувам мала со патлиџани. Ние се обидовме да го ставиме ветингот по законот. 5, 10, 15, 20 Илија, ќе примери. потсетам на сегашен случај. Само ние да ви докажам, имавме Жан, информација дозволете. што ја правевме дека на пример специјалните обвинители не сакат да покажат во нивниот анкетен лист и специјалната обвинителка на интервју каже дека тоа не е прашање што тој треба да го одговори, колкава е нивната плата. Треба Жане, да каже. А ги кажале платите на сопрузите, се согласувате ли? Ве сите Не да се прашувам дека тоа согласувам, не треба со да тоа. биде. Не се Нашите согласувам плати ни со како тоа. претеници се Значи ли тоа дека новите не се согласувам антикорупционери не може да ја дознаат платата на Катица Јанева А како што што ако цела не се јавност случи? не сме да А ја што ќе ни дознае? се случи ако новите антикорупционери ги кријат своите плати? Не смеат Замислете. да ги Не кријат. смеат. Сега, знаете што ми е целта да наметнам како дилема. Ние имаме Само Ама да молам законот бидете се кратки обврзува затоа на што висината имаме на 5 платата. минути и сега Не не само имаме тоа, време. и обврската не за повеќе од објавување. една минута. Да. Не, повеќе од 30 секунди, не повеќе. Добро, Благодарам. јас сум после Ево, наред. Значи, Не, ние Снежана имаме е после мене. ние имаме класичен пат на квалитетот на луѓето кои што работат во политиката. Јас сум 5 мандати во парламентот, првиот мандат во кој што бев беше многу подобар од сите мандати кои што следуваа Повеќе натаму. причини. Ово е најслабиот парламент во кој што јас сум учествувал. Тоа е мој впечаток, можеби е точно, можеби не. Знам многу квалитетни луѓе во Република Македонија кои што одбиваат да влегуваат директно во парламента, биле понудени од партиите. Зошто? Заради тоа што сите сме изложени, сега и јас и господјата сме криминалци во перцепцијата на јавноста. На крај на краиштата некогаш доаѓаме сите во ситуација да речеме па не се исплаќа за тие 1000-1100 Меѓутоа сте евра. останале 5 мандати во собранието. Снежана, повелете вие со забелишките. Што треба? Ке може ли Затоа велам, идните Жане, антикорупи помалку да се поминати докажам, само да се докажам. Затоа треба сите да си поменеме низ процес на ветинг, да се провери за секој од нас што све имаме и како сме го стекнале, па повелете тогаш да знаеме што е бело, што е црно. Дали идните антикорупционери нема да дозволат еве да не се знае платата на Катица Јанева, повторно ќе повторам. Зошто се случуваат вакви работи? Се смени власта, факт е дека антикорупцијската комисија еве треба да се смени, меѓутоа се дозволи на некои луѓе да бидат повластени. Како специјалните обвинители. А видовме дека купиле станови од која станале функционери. Јас одма ќе ви одговорам, не сме да се дозволи. И навистина ќе биде големо разочарување за мене, после сиото ној труд што го поминавме и законот да ваков како што е да се донесе и да избереме комисија, надевајќи се дека навистина после долг период на ретроградни процеси, затоа што се согласувам дека ние долго време немаме антикорупцијска комисија, немаме. Исто како да ја немавме. И сега, значи, ако повторно ни се случува тоа, тогаш што сме направиле? Ја навистина значи недозволиво е. Ние конечно мораме да расчистиме со тоа. Не може да биде на било кој носител на јавна функција, не може да биде неговите примања, неговата плата да биде државна тајна. Меѓутоа е, затоа што тие ни врати одговор со назнака дека е тајна службена нивната плата кога ги праша. Не може да биде службена тајна по ниту еден пропис, по ниту едно правило, ни домашни закони, ни меѓународни, еве тоа и господјата Тасева сигурно ќе го потврди дека Верувам дека непозната Јанева ќе го практика. послуша па ќе ни ги каже. Нема, веќе ме праша и во однос на тоа. Непозната Меѓутоа, практика. покрај тоа што на комисијата сега се дадоа многу надлежности, вклучително и можноста да има директен пристап во повеќе бази на податоци, каде што може да види 17 бази на податоци. преку 17 бази, значи Не, може да бази, види во секоја база се, има со што се располага, да направи регистри на функционери, избрани, именувани лица, што до сега исто така немавме случај. Со тоа што треба да го информира службеното лице за кои се бараат податоци, од која ќе ги побара. Ма тоа е друго, ама оно може сами со пристапот на базите, во базите за податоци може да види кој колку куќи има, кој има станови, каква земја, колку возила, како се стекнати, може да види историјати на одредени работи, значи може претходно и многу поефикасно, доколку добро се подготват таму, да ги спроведува сите овие истраги, административни истраги, како што ги викаме ние, не се кривично или истраги од класичен тип. Има веќе бази. И тогаш веќе сето тоа што ќе го изанализираат,
во еден Подобра е тип на превенцијата, ветинг. отколку Така е, значи они за можат се сето тука- тоа Тоа добро сакам да да го го одработат, но таму каде што ќе се појави ситуација на основа за сомневање или основано сомневање дека За сторено постои кривично. сторено кривично дело, законот прави обид да се тоа подобро процесира и во другите Да, токму институции. тоа е прашањето, како потоа ќе биде на судбината тоа на сакам предметот да од одговорам дека антикорупционерите. нема повеќе простор, тука ќе се бара и одговор од повратен одговор од институциите до кои е доставено до јавното Така. обвинителство, до другите институции, како се постапувало по предметот и тука повторно има улога собранието за да Како види надзорен механизам. како Оно што другите преска го постапиле, спомена како надзор, како другите да. постапиле по иницијативите да донесе препораки кои што ќе се однесуваат и на другите делови од власта и на другите Така. власти и на другите институции како треба да се постапува и тука е зајагната многу, вие и самите кажавте, Така, улогата на улогата на собранието, која што е не само контролна, таа треба да биде и поддршка во Надзорна работењето контролна. на С оглед на тоа Државната што сме комисија на за крај на истражување. дебатата, да кажеме нешто добро и за нас новинарите што истражуваме корупција, дека со овој закон ќе се спречи влијание на друг начин врз средствата за јавно информирање, да објават или да не објават информации за случаи на корупција и судирни интереси. Новинарот има право на непречен пристап до сите извори на информации во согласно со закон и да кажам дека никој не може новинарот што објавил информација за акт на корупција и за судир на интереси од него да бара да го открие изворот на информацијата. Ова ни дава за право да истражуваме и ние заедно со антикорупционерите и да Тоа е во контекст на објавуваме овозможување на податоци истражувачкото новинарство. и да објавуваме податоци со објавувањето. тоа што еве се надевам Така е. дека идните членови ќе бидат транспарентни и ќе соработуваат со нас во однос на предметите. Ви благодарам што бевте мои гости. Интенцијата е таа. Така, на двете теми и одлуката на Врховен Благодариме ЗСЈ и оваа за антикорупцијска. Пред комисијата има многу работа, 80 кандидати воопшто не се малци. Да, 80 Меѓутоа, има. ќе се надевам дека ќе ги запазат роковите и дека навреме ќе се формира антикорупцијската комисија и покрај вашиот скептицизам. и Не, страх. јас знам дека нема навреме да се формира, но поддршката од нас секако е во процес. Ви благодарам за вниманието. Процесот го отпочнавме Продолжуваме да со нема програмите на Тилма, да кажам дека веста беше дека Дуи ќе оди со свој кандидат на претседателските избори, но за тоа повеќе во вестите во 21:30. Пријатна вечер.